Штип има се повеќе текстилци позитивни на COVID-19. Од локалната самоуправа на градот Штип се веќе загрижени што последните неколку денови позитивните лица на коронавирус доаѓаат од најразвиената индустријска гранка во овој град. Текстилците се најзагрозени и според последните податоци, Бочварски кажа дека имал средба со собственичката структура на конфекцијата, како и со инспекцијските служби кои направиле надзор и покажал дека нема прекршување на законите, прописите за носење на заштитна опрема кај работниците. Денеска имаме 4 нови случаи на заразени текстилни работнички, на вкупно 5 во Штип, додека во текот на изминатите неколку дена имавме 2 текстилни работнички, што значи дека треба да биде вклучен алармот во овој дел. Јас разговарав со сите работнички се од истата текстилна компанија, разговарав со собственикот на компанијата, но и со инспекцијските служби кои што ми информираа дека таму е извршен инспекцијски надзор и контрола и е констатирано дека не се прекршени прописите, процедурите за носење на заштитна опрема, но собственикот ми информираше дека на негова иницијатива ќе ја затвори компанијата во овој нареден период од недела дена доколку биде потребно и повеќе, со цел да се испитаат сите вработени и да се провери од каде доаѓа целата оваа пандемија во таа фирма, влегувањето на вирусот. Тротоари, улици, сите јавни површини продолжуваат со дезинфекција од страна на јавните претпријатија. Газдите на погони редовно да имаат на располагање заштитна опрема за вработените и редовно да се дезинфицираат халите и автобусите каде има сконцентрирана поголема маса на работници. Ние како општина ќе продолжиме со нашите мерки за превенција, со дезинфекција на улиците, дезинфекција на стамбените влезови. Апелирав вчера во текот на вчерашниот ден да бизнис секторот преку собствениците продолжи со дезинфекција на погоните и на автобусите со кои што се превезуваат вработените и на крајот третата страна се граѓаните да бидат крајно внимателни бидејќи разлабувањето на мерките не значи и непочитување на сите оние препораки кои што доаѓаат од страна на владата, така што сите заедно ќе го победиме вирусот, но доколку само една од страните не е на ниво на задачата, навистина ќе имаме сериозни проблеми. Сведоци сме дека постепено се намалуваат ограничувањата и забраните, но тоа не значи дека не треба граѓаните да ги почитуваат препораките од институциите пред се за свое здравје и здравјето на тие што се околу нив.